он имаше потурено солна киселина на разменување и една истата оваа жена има бизарна ситуација каде што од физичко насилство они го крши носот, она се онесвестува, он се преплашува, она кога се освестува ја носи во ургентен и вика ќе кажеш дека ти падна клима. И она оди таму и вика мене ми падна клима, заради тоа што она кога го пријави насилството како вакво, они се должни исто од здравство да ја покренат постапката без нејзина согласност заради тоа што ова е насилство од висок ризик. Како заврши овој случај? И овој случај заврши успешно, она доаѓаше на советување, со тоа што кога доаѓаше на советување со оглед на сериозноста на насилството кое што претходно го трпеше и на опасноста која што беше во моментот присутна, бевме некако сите под штрек, заклучувавме врати, спуштавме ролетни во советувалиштето затоа што да не се доведеме во ризик и ние и нејзе и целиот персонал кој што работеше таму. На крај го остави успешно и се раздели и продолжи да живее само со нејзините деца. Што е школски пример за насилник? Насилниците ги изолираат жртвите и ја намалуваат нивната самодоврба со секојдневните навреди и омаловажувања. После извесно време она верува дека ова е вистина, дека она го заслужува овој начин на живот, меѓутоа веќе е осамена заради тоа што он еден по еден ги отстранил луѓе во кои што може да ја бидат круг на поддршка и она останува заглавена со него во кругот на насилство и не верува во тие моменти дека постои помош.